Постојат моменти во животот што ги чувствуваме сите, кога времето се чини дека застанува, а светот ни го поставува најголемиот предизвик. Момент кога едно дете требаше да прифати реалност што не ја избра. Ретка болест што ќе му го промени секојдневието. Но наместо крај, тоа стана почеток на тивка, но силна борба. Борба во која стравот се победува, болката се надминува, а сонот станува јаве. Ексклузивно, редакцијата на Гламур му оддава респект на Марко Печиновски за храброста и истрајноста. Следува сторија за силната вера во Бога и мисијата да ги охрабри сите да веруваат во себе и да ги поместуваат сопствените граници, оставајќи инспирација за сите нас. Денес Гламур на кафе има чест заеднички да седне и да се дружи со едно и такако креативно, инспиративно момче кое што навистина зад себе остави длабока трага, барем кога станува збор за сите оние спортски подвизи, за една поинаква нова страна од спортската историја во нашава земја. Велам добре дојде за Марко Печиновски. Добро ја најдов, ви благодарам на поканата. Марко, можеме ли да се навратиме на периодот што беше тоа што те натера да започнеш со пливањето? Дали се сеќаваш на тие детски години кога се одлучи дека пливањето е она кое што мене ќе ме исполни и преку кое ќе ги докажам сите оние предизвици дека јас можам и дека на патот нема да ми застане апсолутно ништо? Апсолутно можам да се навратам и се сеќам како вчера да се случи, бидејќи едниот сон ми згасна, за другиот да ми се отвори. Односно, првиот сон во детството ми беше да бидам фудбалер. Но откако ми беше диагностицирана ретката болест на левата нога, тој сон ми згасна, бидејќи ми беше забрането трчањето и скокањето. И го најдовме пливањето како алтернатива, каде спорт, каде нема да треба да ја користам ногата. И додека пливам. И тоа некако ми беше... Јас тогаш не знаев, но откако почна да пливам, веќе сфатив дека тоа ми беше спасот за животот, веќе се пронајдов во пливањето и до ден денес го сакам. И дали пливањето беше од секој спорт што го обожаваше, што го сакаше, или претходно имаше и други симпатии кон други спортови, меѓутоа еве поради онаа ретка болест која што имаш, беше попречен да се занимаваш со неа? Да. Пред да започнам со пливањето, јас не бев заинтересиран за пливање. Јас сакав да сум фудбалер и не ни гледав на пливањето како спорт што би можел да учествувам во. Но откако се случи, кога бев приморан веќе да продолжам со пливање, сепак тоа некако испадна дека правилната одлука е дека се е со план, се испадна како што требаше. Имаше ли моменти кога постоеше некој да те демотивира дека не можеш поради ретката болест да се занимаваш со пливање, да направиш посериозен резултат? Немаше такви моменти, не. Повеќе беа поради годините кои, бидејќи јас на 12 години го направив првиот подвиг, но поради ретката болест за пливањето немаше такви, не. Веќе напоминавме дека имаш здравствен предизвик, ретка болест. Можеш ли да се сетиш на тој период кога дозна за неа? Како се соочи? Како се мотивираш? Што си кажа? Тешко се мотивирав и не можам да кажам дека толку лесно се соочи, бидејќи не беше така. Јас и додека го направив првиот подвиг, јас се уште се надевав дека ќе можам да продолжам со сонот да бидам фудбалер. И знам дека секоја посета на доктор очекува да ми каже дека готово, толку можеш сега да трчаш, можеш сега да повторно да играш фудбал. И секоја од посетата кога се враќав дома, секогаш беше разочарување, плачење и многу тешко се соочив со тоа, но откако поминав некое време во пливањето, сватив дека болеста која имам е всушност скриен благослов. И дека да не беше таа, немаше да сум човекот кој што сум денес. Дали може би имаше момент кога помисли не можам да го правам ова што го сакам? Единствен момент кога сум се чувствувал дека не можам да го направам, освен на првото пливање кога
ме мавна првиот брани кога извикав гласно дека не можам, но откако ми се насмеа брат ми, тоа некако ми даде мотив и лутина да продолжам цело езеро да го испливам, но единствено сега ми е во последно дека со страв дека нема да можам да продолжам со пливањето поради повредата која имам на рамото и имам страв дека нема да можам да продолжам, но од друга страна пак можеби така е пишано и кој сум јас да кажам. Колку време има поминато како немаш влезено во базен или во езеро да пливаш? И зошто? Што се случи? Каква повреда во моментов имаш која што те спречува? Во моментов имам диастаза на левото рамо, односно скинати лигаменти што чуваат клучната коска на место. И последен пат кога пливав беше баш за триатлонот. А триатлонот пливањето го завршив поточно со скинат лигамент. Повредата е инако од сообраќајка на незгода пред година и пол. И јас сета мината година се соочував со оваа повреда додека се спремав за триатлонот. Но реков дека ќе го правам тоа, дека ќе стегнам заби, дека нема друг начин, морав да успеам. Има ли моменти во животот кога ќе помислиш, добро, имам ретка болест, имам постојано некои предизвици, се случува сообраќајна незгода, повторно имам некој предизвик пред мене, да за момент се откажеш од патот кој што го имаш, еве да речеме на ум, дека без оглед на се не може ништо да ме спречи, ќе го направам тоа што го сакам. Како се случуваш во такви моменти, имајќи предвид дека поголем број од секој од нас се случува во текот на секојдневието? Како ти се инспирираш? Прво се велам дека се е дел од планот, а потоа се сеќавам дека најтешките битки им се даваат на најсилните борци. И јас со отворени раце го примам секој предизвик кој ќе ми е испратен, секој искушение кое ќе ми е испратено, па знам дека и да не сум спремен, дека ќе научам нешто од тоа. Веќе зборуваме за некои моменти и предизвици кои што ги имаше при препливање на Охридското езеро, рекорди, подвизи кои што дефинитивно запиша една нова страница од спортската историја. Има ли некој момент на кој особено се сеќаваш и кој за секојаш ќе остане врежан кај тебе? Има повеќе такви моменти. И првото пливање посебно на 12 годишна возраст, кога тоаш никој не веруваше во мене, па на крајот на целта на кејот беше полн со луѓе кои дојда да ме пречекаат. Па имаше и во 2022 кога завршив со 10-тото пливање од 64 километри, па некако беше крај на една сага која после 3 години го препливав тоа што не успеав во 2019-та. Има некои такви моменти и секогаш има и многу е тешко да се издвојат, еден да се издвои. Имало ли моменти кога при пливањето си размислувал дека ќе се откажеш, меѓутоа се случува пресврт и на крај успеваш во мисијата да ја реализираш до крај? Апсолутно имало и многу пати се случило тоа. Посебно во овој триатлон што го имав годинава, поточно минатата година, кога јас искрено не бев спремен за тој триатлон да го направам, бидејќи како што кажав, како што спомнав со повредата на рамото, јас имав можеби 20 на тренинзи во пливање, од кои 90% беа прекинати поради болки во рамото. И на 6-тиот завеслај од пливањето мене нешто ми крцна во рамото и ми откажа. И од почетокот до крајот пливав само со една рака. И апсолутно помина премногу пати тие мисли да се откажам, но си реков по секоја цена ќе го дотуркам ова, бидејќи целта е поголема него мојата болка. Можеме ли да доловиме како изгледа едно такво маратонско пливање? Кој те дружи за време на тоа пливање? Кој се наоѓа околу тебе? Од каде ја црпиш мотивацијата? Која е она најголема поддршка што ја добиваш? Тешко да се долови тоа, мора да се искусит, но најблиските тимот односно, а од тимот се состои секогаш главните се брат ми и татко ми и дали се тоа братчеди, роднини, другари, но мал тим кој присуствува со мене, кој ме поддржува.
тешко е да се добави тоа, но секогаш е важно да се има таа поддршка од дали од роднини, дали од било кого, важно е да се има, веќе тешко е да се направи нешто сам. Марко, колку твојата мајка беше присутна во едни такви мисли додека тренираш или се соочуваше со предизвици да можеш да се мотивираш, да чуеш некоја порака, да го чуеш нејзиниот глас и колку често таа беше со тебе во она екипа која што те бодреше и беше дел од оние чамци кои што беа околу тебе? За жал таа беше многу кратко и многу на малку присуствуваше, бидејќи на првото присуствуваше, после второто не успев, па следните веќе имаше тој рак, го имаше и не можеше да присуствува, беше само на целта. Но таа е цело време со мене, тука и тука. Тука е за лекциите што ми ги кажувала, тука е за љубовта што ми ја давала. И некако постојано се мотивирам со тоа, бидејќи верувам дека ме гледа одгоре и се гордее. Или барем се надевам дека е тоа така. Колку беше горда на тебе? Не можам да знам, се надевам дека ќе имам прилика да ја прашам. Знаеше, често пати ти каже дека претпоставувам дека е горда на тебе и што е она што како можеби денес ќе одекне кај тебе од нејзиниот глас, како некоја порака, како некоја мисла, Марко не се откажува или што знам, Марко ти можеш. На што се сеќаваш и нешто кое што, еве да речеме, како мисла ќе помине речиси во текот на секој ден? Имаше премногу такви и лекции и работи кои остана и на кои секој ден се потсеќам на нив, но една едноставна, но многу важна лекција беше дека не треба да се секираш, не треба да ти е гајле што другите мислат, ти треба да се оживееш животот како што сакаш. Бидејќи сепак наш е животот. Можеби нема да ги видам луѓето што ми зборуваат лошо за мене уште еднаш во животот. Затоа го живам за мене животот, правам тоа што ме прави среќен и тоа е многу едноставно да се каже, но кога ќе го разбереш е многу важна лекција. Дали Марко денес го живееш животот што го сака? Апсолутно. Јас го имам кажано ова дека не дај Боже, ако не најдено ми заврши мојот живот денес, јас ќе сум задоволен со тоа како се одвивал. Интересен момент е тоа што ми напомена дека во моментов или последниот подолг период не тренираш, меѓутоа што е тоа што Марко го има како професија, кое е твоето главно занимање и што понатаму во периодот кој што предстои? Напомена дека те очекува операција, меѓутоа дали од пливањево може да се заработи, дали досега на тој начин успеваше да екзистираш или имаш сосема една поинаква професија и едно ново поглавје кое што те очекува? Прво да го поделиме прашањето. Најпрво да, сега следува операција која треба да ја правам на рамото, која се надевам дека ќе се опоравам на добар начин за да можам да продолжам со пливањето. Имам цели кои се уште ми се останат со пливањето, па се надевам дека ќе можам да ги завршам. Но од пливањето е многу тешко да се заработи, бидејќи не е комерцијален спорт. И не сум заработувал досега од него, освен од некои спонзори или ретко од државата, но тоа е можеби повеќе бидејќи не ми било тоа целта, не би било целта јас да заработам од пливањето, повеќе ми било целта за мене, да мотивирам, да инспирирам и така натака. Па, главно е тешко, тоа не ми било целта да заработам од тоа. А сега професијата ми е во дигиталната сфера, односно дигитален маркетинг. Најпрво со моите социјални мрежи кои се обидувам да ги растам, бидејќи гледам дека има влијание врз луѓето, добивам пораки, дека инспирирам, дека мотивирам и тоа мене ми е најважната цел. Инаку тоа, сепак и од тоа заработувам од дигиталниот маркетинг. Што те натера да направиш книга или монографија за твоите досегашни подвизи? Што сакаш луѓето да почувствуваат кога ќе ја прочитаат? Така, книгата ја напиша татко ми. Тоа е документирано сведоштво за мојата приказна.
И целта имаше повеќе цели зошто е напишана таа книга. Личната цел е поради тоа што се надеваше дека можеби еден ден ќе како мотив за некој да направи документарен филм или да направи книга што ќе е бестселер, а поважната цел, односно поголемата е за родителите што имаат некаков проблем со децата, попреченост или таква работа, како да се снајдат за луѓето општо, не е само за луѓе со попреченост оваа книга, за општо, за цел народ, бидејќи може да се мотивираат, може да се инспирираат со оваа книга, дека секој поминува тешко време и нормално е тоа, но најмногу опишува оваа книга како да се снајдеш во тоа, како јас сум се snašao во тоа тешко време, во тие искушенија, па да добијат можеби инспирација на тој начин за да може да се снајдат во нивниот живот. Како се инспирира Марко? Како започнува еден обичен ден? Прво ме мотивира тоа што сегашност, односно, жив, здрав сум, тие што ги сакам се живи и здрави, така да нема причина зашто да сум тажен, нема причина зашто да го трошам времето во непотребни мисли. Потоа многу ми помага мојата религија, мојата вера, бидејќи некако го наоѓам спасот и излезот од неа и многу ме смирува дури кога имам некои непотребни мисли. Па тоа некако ме мотивира во секојдневниот живот. Приватно, дали Марко знае да слуша добра музика и каков жанр? Колку музикава е дел од твојот инспиративен живот? Не мислам дека е многу голем дел од мојот инспиративен живот, но апсолутно тешко е дури да си го замислам животот сега без музика, бидејќи толку е станат голем дел од секојдневниот живот што ако го нема ќе како некоја дупка во денот. Најмногу хип-хоп слушам, но слушам и многу сакам народни песни, македонски, во главно е македонски песни, без разлика дали се хип-хоп, дали се народни, дали се било какви, но има сепак и странски некои артисти. Так. Од македонската музичка сцена, хип-хоп спомна, меѓутоа има ли некој изведувач кој што да речеме е можеби баш онака? Твој идол, водилка? Идол немам, но можам да кажам, можам неколку да издвојам, тоа се например Страйк, Дарко Алфа, Сладкаристика, некои такви луѓе што сум ги слушал од детството, од како сум бил 8 години па се натака. Па пораката што посебно Страйк и Алфа што пушта што ја кажуваат во песните е порака што некогаш се поврзувам со неа и ми значи многу. Дали досега си успеал да создадеш некој контакт, можеби токму со некој од нив или воопшто со некоја јавна, наша позната личност и со која си имал можност да поразговарате и која е она, да речеме, мисла или некоја порака, мото кој што го имаш меморирано од нив, со оглед на тоа што сите тие имаат инспиративни приказни како тебе? Сум се запознал и тоа ми беше многу важно да ги имам јас тие контакти, бидејќи не знаеш што може да се случи во животот. Сега последно се запознав со Сладкар. Ми беше многу мило, бидејќи беше технички како гласот на моето детство. Јас го слушам, како што кажав, можеби од 8 години и многу ми беше мило што го запознав, а и ми упати добра порака дека ме гледа, дека тоа ми беше мене ми ја наполни душата кога ми кажа дека тој знае за мене, дека ме гледа и дека треба да продолжам со тоа што го правам, бидејќи ја инспирирам на мојата генерација и ми даде мотив и кураж за да продолжам, да мотивирам посебно на мојата генерација и на помалите генерации. Ме интересира, со оглед на тоа што веќе напоменавме, имаш одлична бројка на следбеници, каква е комуникацијата со луѓето кои те следат? Дали често ти пишуваат? Што најмногу ги интересира твоите фанови? Знаат ли да те контактираат? И дали некогаш имало и такви луѓе кои што знаеле да кажат: Марко, со твоите мотивациони говори, видео приказни, мене ми помогна? Да, особено во ова година, што скоро не цела година, јас откако почнав да постирам,
Добивам многу пораки такви, особено каде што можам да помогнам, каде што некој ќе на некој начин ќе побара помош или ќе ме праша некој прашање за да му помогнам. Особено таму сум среќен бидејќи тоа е можеби главната цел зашто јас објавувам видео, објавувам такви работи е за да помогнам. Се сеќаваш и на некоја приказна на некоја порака која што еве особено ти останала врижана? Па имам многу такви пораки но некој што можам да издвојам е како сум мотивирал да почна да трчаат, што е многу едноставно, но е и тешко во исто време да го направиш, бидејќи тој ментален блок што го имаат повеќето од луѓето е тешко да се тргне. И да знам дека јас сум човекот што на некого сум му направил добрина таква е многу добро, а има многу што се можеби и лични и не сакам така да зборувам за нив. И како се чувствуваш кога знаеш дека си инспирација за други луѓе? Дали тоа те мотивира или ти создава дополнителен притисок и одговорност? Не ми создава дополнителен притисок, бидејќи не го гледам јас тоа така. Јас гледам нештото, го правам тоа мене што ме исполнува. Ако тоа е правилно и можам да инспирирам некого преку тоа е супер. А за сите што имаат добро мислење за мене, ќе гледам да го оправдам, но не можам ништо да гарантирам. Сепак сум човек, можам да сгрешам. Се надевам дека може да се инспирираат од мене, но не се надевам дека нема да ме гледаат како идол, бидејќи јас исто како нив сум човек, грешиме и така. Кога веќе зборуваме за мотивацијата, за инспирацијата, дали имаш одговор можеби што значи за тебе волја за живот? Многу добро прашање, но многу тешко да се одговори, бидејќи тоа е за секого различно. Тоа е лично за секого. За мене можам да кажеме дека волјата за живот јас се добивам, како што спомнав, од мојата вера, бидејќи знам дека секој дел од мојот живот имам некого. Имам некого не само од лично, туку имам некого над мене што ме гледа, што ми помага. И тоа мене ми ја дава волјата за живот, да направам било што во мојот живот. И тоа е многу добро прашање, но многу тешко, бидејќи да прашаш 100 луѓе ќе ти кажат различен одговор. А што е она што следно Марко сака да го направи? Кој е предизвикот кој што доправа предстои и кон кого после операцијата би ги насочил сите сили? Најпрво, за мој личен предизвик е, доколку се опоравам добро од таа операција, е да го направам тој ламанш, да го препливам, бидејќи тоа е некако како приказна што започна од првиот мој подвиг, кога некој каже ајде сега на ламанш ќе биде, па се надевам дека ќе можам тоа да го направам, но поважната и поголемата цел е хуманитарните настани кои целам и планирам да ги направам од првин во помала бројка, колку само да се обележи датумот оваа година ќе има така, кога да се обележи датумот да започнам некоја традиција, која за 10 години можеби ќе стане традиција што многу луѓе ќе учествуваат во неа. Но така со хуманитарни цели каде што ќе се соберат парите, ќе му се помогне на некого што треба. Тоа се најважните цели кои ги имам во моментов. Колку е тешко или лесно денес да се биде хуман? Дали сите овие подвизи кои што ги правиш се поддржани од државните институции, локалните власти? Колку често знаат да бидат заинтересирани во една ваква хумана мисија кога знаеш со цела сила да влезеш да ја реализираш? Не доволно, дури многу малку би рекол дека се заинтересирани да помогнат, но да си хуман е многу лесно на лично ниво, бидејќи не е тешко кога ќе поточно треба сите да го правиме, воопшто не треба да е тешко. За нас е тешко, за некои луѓе е тешко, но не треба да е тешко. 100 денари е на некого да му го смени животот, што е зборот кога ќе се собираат пари. Но можам да кажам дека што сакаат може да кажат за македонскиот народ, но една од работите што сме е хуман народ.
бидејќи многу гледаме да помогнеме еден на друг. Сега се собираа пари за едно момиче кое беа идни пари и одма се собраа во неколку часа, што беа огромна сума на пари, па не може да каже некој дека не сме хуман народ. А од тие институции што треба да помогнат, не прават доволно или воопшто не прават ич. На социјалните мрежи веќе напоменавме дека си доста често активен. Која е пораката, мотивот кој што те натера тие видеоприказни да ги создадеш и да ги пренесеш? Јас започнав да објавувам повторно на моите социјални мрежи кога се спремав за триатлонот, бидејќи поминував низ еден тежок период каде што бев, јас како што кажувам, загубен по патот на животот. И целта на тие објави ми беше, знам дека и други луѓе се загубени по патот на животот. Знам дека се на истото место кое бев јас. И се надевав дека со тие објави дека ќе му укажам дека и некој друг има на тоа место, да му покажам како може да се излезе од тоа место. Тоа ми беше целта некоја да повторно да инспирирам на еден начин. Иве, за пред самиот крај, како би им порачал на сите млади и што би им порачал кои гледат на тебе како инспирација? Што е тоа што треба да ги води во животот, а со цел да можат да го олеснат тој пат? Знаеме дека предизвиците постојат, проблемите постојат, меѓутоа на кој начин истите да бидат неутрализирани? Кој е мотото кој што го имаш ти, а преку кој што испратиме порака до сите нив? Може да се каже ова до сите, не само до младите, но ево нека ни е фокус групата младите, дека постојат и ќе постојат пречки во животот. Многу е важно да не се стресираме за нив, бидејќи зошто? Ако се стресираш за нешто, губиш енергија, губиш и само и физичка и психичка енергија. За една година од сега ќе го заборавиш тој проблем и џабе си се секирал. Прво, треба помалку да се секираме, бидејќи се ќе помине. Друго, треба да гледаме на добрите работи на тоа искушение, бидејќи не само што го поминуваме, што ќе не направи подобра личност физички, зависи какво искушение, ќе не подобри и во психичката страна, бидејќи ќе се речеме, ако јас го поминав ова, ќе го поминам и следното и така натака. Ако ќе поминиш неколку искушенија поред, веќе моментумот ти е нанапред и не можеш да застанеш. И тоа ќе кажам дека лесно е да се слушне, но навистина немојте да се откажете, бидејќи постои светлина на крајот на тунелот. Верувајте ми, се исплаќа ако го поминете тунелот, да ја видите таа светлина и дека се ќе е како што треба. Марко Печиновски, ти благодарам за издвоеното време, за ова одлично кафе дружење и ти посакувам уште поголема среќа, здравје пред се и уште многу успеси преку кои ќе се гордееме. И благодарам за одличното интервју. Мајтував ден.